Периодот од Пулевски до Мисирков во нашата историја е познат под поимот лозарство. Во тоа време во бугарската политичка јавност се роди и синтагмата македонски национален сепаратизам, бидејќи македонското национално будење и афирмирање беше сватено како цепење на македонците од замисленото историски единствено етнокултурно тело на народот во Бугарија и Македонија. Самите македонци не велеа за себе дека се национални сепаратисти. Напротив, тие сметаа дека се самостојно стебло во словенскиот свет, со корени подлабоки и од своите словенски и балкански соседи. Националното прашање како македонско беше изразено главно по 40-тите години на 19-тиот век. Тоа настана по државното конституирање на Словенска Србија и на православна Грција, но и по реформите со Ѓулханскиот хати шериф во 1839 година и особено по Кримската војна од 1853 до 1855 година. Во Европска Турција, македонското прашање како национално програмско беше пројавено и пред 1870, а на меѓународен план по разловечкото востание во 1876 година. Независно од некои етноними, што се јавувале како историско наследство од разните повремени и привремени завладувања на Македонија, во свеста и чувството на македонците континуирано живеело и се затврстувало македонското и како географско и како народносно име. Во европските учебници, карти, грбовници и други печатени текстови, тоа име секогаш било диференцирано од соседите. Бугарија, например, како територија и етнос се до Берлинскиот конгрес, редовно е сместувана само меѓу Дунав и Стара планина. Во 1844 година, американскиот протестантски мисионер во Смирна, Елиас Рикс, одбележува дека бугарскиот јазик се зборува во регионот што лежи јужно од Дунав се до планината Хемус. Такви се тогашните етнографски представи на светот за картата на овој словенски и православен регион. Дури по државното осамостојување на периферните соседи во Европска Турција, постепено се цртаат етничките граници на балканските народи. Македонија, како централна област во Европска Турција, беше принудена последна да ги воспостави државните граници. Уште рускиот славист Виктор Григоровиќ во 1845 година ја уочи разликата помеѓу македонските и бугарските народни говори. Учебниците на западно-македонското наречие на Анатолија од 1838 година и на неговиот следбеник Партенија Зографски од 1857 до 1858 година, особено во неговите статии за разликите помеѓу источно-бугарското и западно-македонското наречие, иако се застапуваа за заеднички јазик со бугарите, сушност први го покренаа на јавната сцена прашањето за македонското наречие и воопшто за јазикот на македонците и на бугарите. Појавата на зборникот на Миладиновци во 1861 година представува антологиски избор од нашето поетско народно творештво, а фундаменталниот негов предговор од Константин Миладинов донесува култивиран македонски писмен јазик. На тој јазик е објавен не само неговиот превод од руски на една антиунијатска книга, туку се објавени неговите македонски стихови, што го трасираат правецот на македонската поетска реч во 19-тиот век. Во тој период на централното наречие се печатат и стиховите, драмските и публицистичките текстови на учителот Јордан Хаджи Константинов Джинот. Кон нив се приклучуваат и поетските творби на Константин и Андреја Петковиќ и особено поезијата на Рајко Жизифов. Писмениот јазик на македонците, покрај народниот во устното творештво, се повеќе продираше во литературата и во публицистиката. Да се говори за развојот на националната свест кај македонскиот народ, навистина представува една богата ризница со многу факти, податоци, сознанија и така натаму. Клучен момент кога се развива националната свест, со денешна терминологија да речеме националниот идентитет, е периодот 19-тиот век. Затоа и за многу 19-тиот век представува златно време, време на преродба, време на револуција, време на просвета, кој што ни дава можност да се запознаеме себе си. Тоа е период кога доаѓа до израз така наречениот македонски национален сепаратизам, кој предпоставуваше изделување на македонците од
една целина што дотогаш во политиката обично се третираше како бугарски народ и Бугарија. Иако тоа во самиот народ никогаш не беше така именувано. Тоа име македонски национален сепаратизам го дадоа бугарските дејци, бидејќи сметаа дека тоа е нешто вештачко и дека се дели единствениот бугарски народ на бугари и македонци. Фазата на заедничкиот јазик на бугарите и македонците всушност ја диференцира и афирмира и македонската национална мисла. Бугарскиот национален деец Стефан Салганџиев сведочи дека во 60-тите години на 19-тиот век веќе завеал оној ветер на одамна замислениот план од некои учители од Западна Македонија, според кој македонската младина да се ограничи да се учи и да се развива исклучиво на македонското наречје. И за таа цел беа започнале да издаваат и издадоа неколку учебници на тоа наречје. Еден од тие македонски учители дури отворено му одговорил: "Јас не сум ни бугарин, ни грк, ни цинцерин. Јас сум чист македонец, какви што биле Филип и Александар Македонски и Аристотел филозофот." Свртувањето на македонските дејци кон античкото наследство и кон корените на словенската кирило-методиевска култура беше силна аргументација во спротивставувањето на почетните акции на националните пропаганди на соседите. Така, македонскиот јазик стана и знаме на националната свест. Рускиот воспитаник Ѓорѓи Динката, например, статиите и своите учебници ги пишуваше на сопственото солонско наречие, бидејќи тоа, ако не се држува наполно лепотијата на кирилскиот јазик, но все тоа е подревно. А Ѓорѓе Пулевски, во својот тријазичен речник во 1875 година, првпат печатно појасно е формулира националната платформа. Народ се велит људи кои се од еден род и кои зборуваат еднаков збор, и кои живуваат и се другарат, и кои имаат еднакви обичаи и песни и веселја. Тие људите ги викаат народ, а место во кое живуваат народ се велит отечество тој народ. Така и македонциве се народ и место во нивно е Македонија. Пулевски гордо истакнува: Македонија била пофалена у време цара Великог Александра, но македонскиот јазик е најсроден со црквено-славјанските книги и тој е старославјански. И да објаснува: Ние затова се именуваме старославјани, дека книгине црковни Кирил и Методије, кога и преводеле од јазикот грчки на славјански, нашле за добро да напишат букви славјански и тује во Македонија старославјаните живуваат. За разлика од претходниот период, од времето на Пулевски започнува една нова ера и со тоа што веќе на публикациите на македонците исчезна бугарското обележје или словено-бугарското обележје. Почна да се употребува и името македонско. И затоа никако не е случајно што Ѓорѓе Пулевски сите своји текстови ги именуваше како македонски. Македонска песнарка, самовила македонска, славјанско-македонска општа историја или да речеме неговата слогница речовска, која е прва граматика на македонскиот современ јазик. Тоа значи дека во свеста на македонецот почнува да се затврднува македонското како национално име и македонскиот јазик како национален јазик. И затоа со тоа започнува и борбата за македонски книжевен јазик и за македонски училишта и учебници. Еден од првите представници на, и може да се каже основоположници на посебноста на посебната македонска национална идеја секако представува Ѓорѓе Пулевски, кој што бил самоук, значи немал официјално образование, меѓутоа успеал да се изгради како интелектуалец за своето време
и тој се смета за еден од првите македонски теоретичари на таа македонска национална идеја, односно во своите дела, како што е неговата општа славјано-македонска историја или тријазичникот, тој нагласува дека македонците представуваат посебна етничка заедница, имаат посебна историја, посебен јазик и посебна култура која што ги одделува од останатите балкански народи, пред се во однос на српскиот и на бугарскиот народ. Во нашата наука често пати се нагласува дека во периодот на 60-тите години се јавуваат главно две гледишта во поглед на литературниот јазик. Едното е концептот за заеднички или општи јазик за македонците и бугарите, и второто е она на македонистите. Веројатно тоа е фактот што во македонската средина нелесно се прифаќа бугарскиот јазик. Значи се нудат други опции, затоа што бугарскиот јазик, иако во периодот, да кажеме, на доцните 50-60 години, тој се уште не е оформен, но и подоцна, кога се создава и бугарската држава, нелесно се прифаќа бугарскиот јазик во македонската средина, затоа што тој е кодифициран врз основа на источните бугарски говори, кои што се целосно неразбирливи за македонското население. Од тука и тешко поминуваат тие бугарски книги во училиштата и од тука се јавува потребата да се создаваат учебници на македонски народен јазик. Во тој период, македонското будење беше веќе стигнато на повисок степен. Се создаваше култ кон македонството и словенството и растеше антигрчкото расположение. Свештенството и учителството беа столбовите на народното будење. Презимето македонски кај нив стануваше се почесто. За мајчиниот збор и за македонското име не беа заинтересирани само луѓето од Македонија, туку него го проучуваа и видни странци. Тоа беше историски момент за легитимирање на македонците и процес на градење на националната програмска платформа. Се што имаше македонско обележје го привлекуваше вниманието. Затоа и прилепскиот деец Тоде Кусев во 1867 година му пишува на редакторот на бугарскиот цариградски весник Македонија: Вашиот весник со самото име го зачуди секого во Македонија, до таа мера што секој трча да види што весник е што го носи името на нашата земја. Така продираше и новата македонска идеологија. Според сведоштвото на бугарскиот учител во Прилеп, Никола Еничерев, струшкиот учител Јанаки Стрезов повеќе пати доаѓаше во Прилеп и водеше препирки со тогашните бугарски учители и со поинтелигентните младинци во врска со потеклото на македонците. Тој допушташе македонците да можат да бидат секакви, ама не и бугари. И на првиот учителски собор во Прилеп на 13 август 1871 година се водела голема дискусија околу јазикот што треба да се употребува во училиштето. Тогаш, вели Салганџиев, се породи едно глуво ржење против горнобугарското наречие. И Кузман Шапкарев пишува дека за денешното восточно българско наречие македонците велеле оти било шопско, а пак шоп у нас значит најпростиот дебељак, та велјат шопи или ке се чиниме. Гледајќи го општиот стремеж на македонците и оценувајќи го јазикот како клучен фактор за влегување на бугарската идеја во Македонија, бугарското читалиште во Цариград во 1869 година, начело со Петко Славејков, формирало специјална комисија што ќе ги преведува бугарските учебници на македонското наречие и така да се инфилтрираат во Македонија. Но токму тогаш стигна и султановиот ферман за основање на бугарската екзархија и со тоа беше легализирана и употребата на бугарскиот јазик и учебниците на новата словенска православна црква во Турција. Цели 2 децении подоцна, српскиот научник, државник и дипломат Стојан Новаковиќ се сети да го примени истиот метод за влегување на задоцнетата српска пропаганда во оваа турска провинција. Но набрзо стана свесен дека со тоа само го помага процесот на македонската национална афирмација. Следејќи го забрзаниот развиток на македонската свест, Цариградскиот весник Право во 1870 година ја алармира бугарската јавност за некои веќе оформени национални пројави во Македонија. А најстакнатиот бугарски национален деец Петко Славејков во статијата Македонското прашање во својот весник Македонија од 18 јануари 1871 година, токму во времето на конституирањето на бугарската екзархија,
прв отворено ја изнесе националната идеологија на македонските интелектуалци. Тоа беа веќе јасно и јавно конкретизирани пројави на една национално-сепаратистичка програма на македонците, која што пред тоа само недоволно јасно се надзираше во избивањето на Кукушката унија. Славејков јавно призна: најпосле македонското прашање излезе најаве и се покажа во печатот. Ние го имаме слушано уште пред 10 години од некои од Македонија. Многу пати сме слушале од македонистите дека тие не биле бугари, ами и македонци. Тие притоа ја посочувале и разликата помеѓу македонското и горно-бугарското наречје. Македонците и на Славејков категорично му се спротивставувале. Се откинавме од грците, под други ли да паднеме? Бидејќи по шеријатското право во Турција не се признаваа нации, туку според милетскиот систем само вероисповеди, султанот не ги задоволи барањата на македонците за обновување на Охридската архиепископија како македонска национална црква, па со тоа и за признавање на одделната македонска нација. И кога поголем дел македонци се изјаснија како екзархисти, во нофуските тефтери автоматски беа воведени како булгар милет, зашто и пред светот беа декларирани како бугари. Од тогаш почна и официјалниот паралелизам македонци-бугари, кој што подоцна имаше трагични последици во борбата за субјективитетот и територијалниот интегритет на Македонија. Во тој, да го наречиме, вакуум од укинувањето на Охридската архиепископија до Берлинскиот конгрес во 1878 година, голем број од македонските верници, голем број од македонското свештенство, голем број од македонците воопшто барале начин како богослужбата и училиштата во училиштата да најдат начин да се извршуваат на народен словенски јазик да се зборува. Иако во меѓувреме била создадена бугарската екзархија, која што силно го наметнала своето влијание на македонската територија, сепак се појавиле и некои од првите борци за истакнување на самобитноста на македонците и за барање за формирање на собствени, независни црковни општини и училишта. Некои од примерите може да се наведат, со примерот на Коста Грубче и редица истакнати охридски првенци, кои што во 1878 година формирале мијачка секта, така наречена мијачка секта. Во таа насока действувал и прилепскиот свештеник Спасиј Гуманов, кој што барал да се формира македонска општина во 1886-87 година. Значи, покрај постојаните две истакнати цркви, Цариградската патријаршија и Бугарската екзархија, веќе имаме барање за формирање нови општини, кои што ќе бидат различни и од едната и од другата. Во такви околности се појави и вториот бран на унијатското движење во Македонија во 1873-74 година, чиј предводник беше учителот и револуционер Димитар Поп-Георгиев Беровски. Писмата на Славејков од Солун до бугарскиот екзарх од почетокот на 1874 година потврдуваат дека во Македонија веќе е развиена македонска национална свест, различна и спротивставена на бугарската. За ова време додека сум во Македонија, му пишува Славејков на екзархот, јас го констатирав она што го знаеме од порано и за кое пишувавме пред 3 години. И сега, како и тогаш, како и пред 10 години, станува збор за македонското прашање. Во разговорот со некои македонски патриоти, разбрав дека ова движење, кое само пред неколку години беше голи зборови, сега е јасна, прецизирана мисла. Македонците не се бугари и тие упорно настојуваат, без оглед на цената, да се здобијат со своја одделна црква. Ова нерасположение веќе прерасна во недоверба кон екзархијата и кон незината висока хиерархија и оформена мислата за истакнување на местното македонско наречје како литературен јазик и за создавање македонска хиерархија. Славејков признава дека тоа нерасположение лесно преминало во недоверба и кај овдешните патриоти ја оформило погубната мисла да действуваат самите за издигнување на своето сопствено местно наречје и понатаму за своја посебна, сопствена хиерархија.
Славиков потврдува дека овие погубни идеи, заедно со народната свест по овие краишта, довеле до јавен расцеп. Славиков исто така констатира дека движењето е зафатило речиси цела Македонија. На чело на движењето стои Кукуш, подпомаган денеска доста силно и од заспаниот Дојран, а јавно учествуваат во него и Струмица со Малешево и Воден, а по нив куцкаат Солунските села, Серските, Мелник и Драмските. Сега засега, ако гледа некој, ќе му се стори дека не гледа најаве друго нешто освен дим, но овој дим го покажува присуството на огнот што се подпалува и нема сомнение дека огнот ќе избувне. Во таква трескавична атмосфера се ангажирани на истакнатите дејци од целата земја. А од Цариград македонците возбудено пишуваат: Екзархијата испратила поучителни писма до секоја општина во Македонија. Добро сте сториле што сте ги запреле. Ве молиме, браќа, сега е времето да работите деноноќно. Ние сакавме да го отвориме, како што знаете и вие, македонското прашање, кое одвај по 20 години можевме да го добиеме. Сега ете го решено. Затоа не стоите, проповедајте насекаде, одете во Воден, Кукуш, Гумендже. Вестници не пуштајте никаде, додека да ја свршиме својата мисија. И во писмото од 19 февруари, Славиков загрижено му пишува на бугарскиот екзарх дека националниот преродбенски дух ги опфатил сите македонски епархии: Солун, Кукуш, Дојран, Струмица, Воден, Драма, Серес, Мелник, Скопје, Охрид, Битола, Велес. Самиот кажува дека раздорот бил најголем и најопасен токму во Велес, дека котилото на таа гадна и погубна мисла е Велес. Тука и лично имал жесток судир со првенците, па во расправијата Карамфиловиќ на општото собрание му подвикнал дека него никој не го канил, ниту му ги барал советите, па своите совети да си ги чува за своите шопи, а Велешани самите знаат подобро од него како треба да си ги редат своите заеднички работи. Еден од личностите кои што се така поинтересни за обсервација, за разгледување и за анализа е Коста Грубче, потоа да го спомнеме Темко Попов, Наум Евро, Васил Карајовов, кој што во 1885 година во Софија формирал еден таен македонски кружок, комитет. Главните барања на овие луѓе, кои што делувале, се разбира, и пред 885 година, меѓутоа и содействијата во подоснежните години биле првенствено обнова на Охридската патриаршија, односно архиепископија. А потоа се барало воведување во наставата на македонски јазик, отворање на училишта на македонски јазик и формирање на вестници кои што требало да излегуваат на македонски јазик. Првите учебници ги создаде Анатолија уште во 1838 година. А потоа вториот беше неговиот исто така мијак и пријател, помлад пријател Партенije Зогарски. Но 10 години потоа жетта за свој јазик во училиштето доведе до тоа Димитрија Македонски заедно со Димитар Христоф Узунов од Охрид објавија први македонски буквар на македонското наречие, а македонски потоа објави и учебник по вероучение. Но најплоден учебникар стана Кузма Шапкарев, охридскиот учител и зет на Димитрија Миладинов. Тие учебници беа прифатени со две раце од македонските училишта и настана реакција во цариградските бугарски средини. Тие видоа дека народот сака свој јазик во училиштето. И затоа во 1869 година бугарското цариградско читалиште одржа еден состанок и формира одбор за создавање бугарски учебници на македонското наречие.
Очигледно, носителите на македонската свест не се поединци, туку едно организирано движење на интелигенцијата и првенците, кое што има своја идеолошка платформа. Тука се уште не станува збор за некаков политички сепаратизам. Тој се појавува дури со врховистичката идеологија, што се етаблира во македонското движење по Кресненското македонско востание. И австрискиот конзул Липих забележува дека во тоа предвостаничко време веќе и скопјани почнуваат да се сметаат посебен исечок од целината на нацијата, изделени од вистинските дунавски бугари, тенденција што посебно силно е застапена во интелигентниот Велес, а оттаму живо се распространува. Унијатството во Македонија се појави во 1859 година. Тоа беше резултат на влијанието на Рим со стремеж да го завладее и духовно овој простор од Турската империја. Кукушаните беа првите во Турската империја и први од словенските православни жители во Европска Турција, што се обидува преку унијатството, примајќи го католицизмот со тоа што ќе ја задржат православната традиција во црквата и наместо латинскиот во католиштвото, тие ќе го употребуваат народниот јазик во училиштата и црковнословенскиот во црквите. Римокатоличката црква им дава благи услови. Благи услови најважно е да се признае папата, а другото едноставно тие ја бранат својата самобитност. Тие барале владика од словенско потекло, човек домородец, и патриаршијата била принудена да им го испрати Партени изографски. Тоа беше првиот изблик во целата Турска империја за изделување на нуфусите на македонците од другите жители со другите вери. Зашто во Турција, како што знаете, постоеше шеријатскиот систем, а во рамките на него постоеше така наречениот милетски систем, и кој што имаше црква можеше да се издели како посебен милет, како посебен народ. А при тоа беше клучна верата, и затоа во Турската империја не се сметаше по нации. Жителите не се броеа според националната припадност, туку според верската. И сите муслимани беа турци, сите христијани се делеа на православни, на католици, протестанти, евреи и така натаму. Затоа и унијатското движење во Македонија даваше можности македонците да станат од друга вера, а со тоа значи да се изделат од бугарите, од грците и од србите. Унијатското движење ја растресло цела Македонија и секаде се чувствувал стремеж да ја воскреснат Охридската архиепископија. Кон тоа ги поттикнувал дури самиот солунски валија Митхат Паша. Според пишувањето на Карапетров, валијата во тоа време ги убедувал некои поистакнати македонци дека тие не се бугари, туку македонци, дека тие се народ посебен од бугарскиот, како што се докажувало и од нивниот јазик, наречје, кој што не е како бугарскиот. Дека добро ке сторат ако се одделат од бугарите, од Дунавската и од Дринската област, Мизија и Тракија, и оти на таков начин тие ке си имаат своја самостојна црква, обновувајќи ја Охридската архиепископија. И во писмото од 5 март 1874 година, Славејко вели дека на населението му се внушнувале многу погубни идеи, например дека тие не се бугари, туку се македонци, тоест нешто погорни од другите бугари, Александрови потомци. Всушност, тогаш во бугарската антимакедонска пропаганда се раѓа синтагмата национален сепаратизам, како обележие на македонското национално движење.
Дури и бугарскиот патриарх Кирил во 1956 година потврдува дека приврзаниците на новиот бран на унијатското движење зборувале за македонско прашање врз црковна основа, но тоа ги подхранувало старите сепаратистички тенденции и сега тие се јавиле со определена програма за духовно-народносно ослободување на македонските епархии преку унијата. Веќе и во тековниот политички јазик на македонските дејци од тоа време се зборува за македонско движење, под кое што се разбирало независно црковно ослободување. Тука има меѓутоа еден момент од важен политички карактер. Сепаратизмот се расширува од црковна на поширока народносна основа. Еден бугарин во цариградскиот весник Ден во 1875 година пишува дека јавно станува збор за бугарштината и македонштината. При тоа, потенцира бугарскиот известувач, многу се ретки оние што му се спротивставуваат. На објаснението на еден охриѓанец дека Шапкарев сакал основните училишни книги за нашите страни да се напишани по тукашното наречие, зашто децата полесно можат да ги разбираат, редакцијата на Ден резко реагира. Па каква полоша мисла од таа треба да има господин Шапкарев? Тој знае каде пипа. Денеска букварче, утре други учебни книги. И туку ке го видиш, ти извадил и ти составил и некоја историја на македонскиот народ. Во однос на македонскиот јазик, кој се уште тогаш беше како наречие, сепак се добиваше постепено една литературна норма. Вие земете го Константин Миладинов, неговата поезија, неговиот зборник и предговорот во него. Се е тоа напишано со чисто македонски народен говор, но со еден стремеж за литературен израз и литературни форми. Истовремено, тој го покрена и прашањето за правописот, за азбуката. Неговите статии, објавувани во Москва, па и неговите песни представуваат пример за чистотата на македонскиот јазик во тој период. Во сите творби од тој период, значи и кај Чуповски, и кај Прличев, кај Цепенко во неговите песни, во драмата Црне војвода, значи почнуваат весниците што се објавуваат, сегдека се нагласува македонски народе, македонец освести се, не верувај повеќе на соседите. Наслови на весници се даваат нели со Македонија. Се формираат друштва во кои што исклучиво стои македонски глас, македонско друштво, каде што значи се става акцентот деќе на тој свој самостоен пат каде што Македонија ете прави, односно прават и дистинкција и од словенството. Јас дури и се обидов да ги следам статистички именувањата. Забележав дека руските представници, кога зборуваат и пишуваат за настани или процеси во Македонија, кога треба да се именува народот или јазикот, многу често го користат јазикот словено-бугарски, старословенски, македонци, словено-македонци, словено-бугари, некои варијации кои што и може да бидат дозволени во тој период, меѓутоа не доминира бугарското именување. Јас дури и забележав дека именувањето со македонски атрибут или со словенски атрибут, барем до крајот на 50-тите години, доминира македонскиот атрибут некаде 3:1 или 2:1 во корист на македонскиот атрибут. Кога зборуваме веќе за подемот на македонската национална свест, не смееме, тама работа најголема улога одиграло можда самото си преродбенско движење кое е присутно посебно и во Македонија и во Бугарија, на тие простори зашто тие народи живеат под исти услови. Кај нас нема граници допринесот во таа насока од нашите преродбеници, како што е еден почетник, да речеме Поп Никола, со неговиот четворојазичник. Потоа тука следува веднаш Јоаким Крчовски,
со своите дела. Потоа доаѓа Кирил Пејчиновиќ, па печатарот Теодосиј Сејаницки, Синаицки, па тука е веќе Натанаил Кучевишки, па тука е одна Партени Изографски и така натам. Делата на тие преродбеници, иако не се не од некој многу важен, да речеме, од некој многу висок книжевен квалитет, но тие ги зоруваат почетните бразди на идната веќе совршена македонска литература. Уште во следната 1876 година, Димитар Беровски го развеа знамето на Разловечкото востание, на кое го истакна името на својата татковина Македонија со повикот «Елате да ве ослободам». Беровски ги уверува луѓето дека дошло време да се ослободиме од турскиот јарем и дека нашето востание ќе биде успешно и помогнато од каде што треба. Поимите татковина и слобода се врзуваат само за Македонија. Цариградската амбасадорска конференција, решавајќи го источното прашање, првпат го издигна и македонското прашање на меѓународен план и Македонија беше предложена како посебна автономна област, со свој главен град, одделна од Бугарија, иако уште во заеднички граници, како тогашна Австро-Унгарија. По руско-турската војна и прелиминарниот Сан-Стефански договор, дојдо и решенијата на Берлинскиот договор од 1878 година, па како реакција на враќањето на Македонија пак во границите на Турција, избувна и Кресненското македонско востание. Во неговите правила на Македонскиот востанички комитет, меѓу другото, се подвлекува: востанието во Македонија, кое сега е уште локално, треба да се прошири низ цела Македонија. Во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија, кои се чувствуваат македонци и ја сакаат слободата на својата татковина. Нашата цел на македонското востание не е никаква тајна. Таа е ослободувањето на Македонија, таа земја на славните словенски просветители и учители, свети Кирил и Методија, која со векови страда под турското робство. Македонскиот востанички комитет озаконува сите македонци да ги исполнуваат наредбите на овие правила до ослободувањето на Македонија и до донесувањето на мирновременскиот устав на автономна Македонија. По задушувањето на Кресненското македонско востание, уште во 1880 година, во местноста Гремен Теќе, беше одржано Народно собрание на Македонија, кое што формирало и привремена влада на Македонија, која што распратила официјални објаснителни акти до дипломатско-конзуларните представници на некои соседни други држави. Се гледа дека македонското име, како етнокултурно, веќе ги омасовува приврзаниците. Истовремено, Македонската лига го подготви и првиот устав за државното уредување на Македонија. Во преамбулата на овој устав многу јасно се определува, толкувајќи ги стремежот и желбата на големото мнозинство од населението на територијата што со векови го носи името Македонија, а со цел еднаш за секогаш да се оневозможат сплетките и интригите околу незиното заграбување од страна на балканските држави, имајќи го предвид член 23 од Берлинскиот договор за давање автономија на одделни области во Европска Турција, Македонската лига, единствениот легитимен представник на словенското мнозинство на населението во Македонија, го подготви овој устав за идното државно устројство на Македонија. Во тоа време, војниот штаб на Македонската лига за ослободување на Македонија донесува и војна инструкција за устројството на македонската војска во автономната држава Македонија, како и привремена војна инструкција за дејствувањето на македонската војска, во чиј член 1 се вели: Македонската лига за ослободување на Македонија, која за своја девиза има «Слобода за Македонија или смрт», е највисокото војно-политичко тело на борбата на македонскиот народ до неговото полно ослободување и создавање на македонската држава. Тоа е времето кога војводата на Кресненското востание Ѓорѓе Пулевски во Софија на македонски јазик ја објави поемата Самовила Македонска, со пламенен повик за борба за македонска слобода, а во дводелната стихозбирка Македонска песнарка од 1879 година тој мечтае за кралевина македонска. Истовремено, Пулевски ја издаде и првата напечатена македонска граматика во 1880 година, а покрај јазичницата, стрпливо и упорно ја создаваше и обемната славјанско-македонска општа историја, исто така народниот македонски јазик.
Кога сме кај Ѓорѓи Пулевски, треба да се каже дека тој е еден од поголемиот број македонци и во претходниот период, а и после него, кои што учествувале во борбите за национално ослободување на некои од останатите балкански народи, соседните народи. Така учествувал и во борбата на српскиот народ, војната против османлиите, учествува и во борбите кои што ги водат бугарскиот народ за свое национално ослободување во текот на 70-тите години на 19-тиот век, подоцна учествува и во македонското кресленско востание. Затоа и можеме да го разбираме големото разочарување на Пулевски кога по Берлинскиот конгрес единствено Македонија останува во рамките на Турската империја. Тогаш се раѓаат неговите песни во песнарките Жалост македонска, во која ги повикува браќата за кои што тој учествувал во борбата, се борел да помогнат, ја повикува Европа да помогнат во ослободувањето на Македонија. Уште пред 1878 година, а особено потоа, големи маси македонски емигранти се стекоа во соседните држави Србија, Грција, Романија и Бугарија. Почнува и процесот за нивно самоорганизирање. Книгата на Спиро Гулапчев за етнографијата на Македонија од 1887 година само уште повеќе придонесе за оживување на овој историски процес. Сред разбудената македонска емиграција во кнежевство Бугарија, културно-националниот деец и револуционер Ѓорѓија Пулевски во Софија ја формира и првата словено-македонска книжевна дружина, а по низиното брзо задушување, македонските емигранти интелектуалци ја составија младата македонска книжовна дружина, која во етапа на веќе жестоко судрените акции на соседните национални пропаганди на почвата на Македонија, уште со објавувањето на првиот број на својот орган, списанието Лоза, ја предизвика најсилната реакција од бугарските власти. Тогаш на страниците на бугарскиот весник Свобода на 18 февруари 1892 година беше излеана сета жолч против македонскиот национален сепаратизам. Луѓето овде имаат други цели, да создадат нов литературен македонски јазик. Следствено, прашањето се сведува на стремежот да се воведе литературен сепаратизам, кој што природно го влече по себе и политичкиот, а пак тој стремеж е достатен за да ги наречеме создателите на младата македонска книжовна дружина предавници на народното бугарско дело. Весникот, како едно време и Петко Славиков, се обидува да ја представи историјата на овој сепаратизам. Впрочем, не за прв пат меѓу македонците се појавуваат ваков род политички и литературни флугери. Ако помнењето не изневерило, господинот Кузман Шапкарев едно време, уште на самиот почеток на преродбата на националната идеја кај македонците, беше почнал да пишува книшки на македонското наречие. Неговиот план да создаде посебна македонска писменост пропадна. Неодамна, пред 6-7 години, еден друг познат по политичките серсемлаци македонец, прочуениот Гулапчев, и тој излезе со едно книжуле напишано на македонското наречие. Усилбите на целата интелигенција, на целиот бугарски народ, засега се насочени кон глува, бешумна борба за бугарско национално единство. Се арчат и пари, и сили, и народна енергија во таа борба со србите и грците. Не се штеди ништо за да победи идејата за тоа дека бугаринот од Македонија, Тракија и Мизија е син на една и иста мајка Бугарија, дека тој има еднакви обичаи, нарави, јазик, политички стремежи и идеали и при сето тоа во бугарската престолнина, во срцето на Бугарија, излегуваат луѓе што се сила да ги расипат плодовите на толку годишните усилби, да докажат дека македонските бугари се одделна нација, со посебен јазик, со посебни историски задачи. Какви поголеми докази може да бараат србите за тоа дека Македонија не е бугарска? Минатата година во Петербург излезе картата на господинот Комаров, во која македонските бугари беа покажани како македонски словени. Што треба да помислиме сега за младата македонска дружина, кога таа истото тоа го изјавува од бугарската престолнина? Во една друга уште поопширна статија, весникот Свобода, повикувајќи се на пишувањето на Лоза, го наведува мотото од Софокле: Ништожник е оној што има подобар пријател од својата татковина, како и апелот од македонецот од Виена, баронот Костадин Бели, испратен кон своите еднородци, македонци. Свобода ја предупредува јавноста. Како што гледате, македонската дружина смета дека нивната татковина е Македонија, дека последнава е населена со посебно словенско племе наречено македонци, дека целта им е да ни дадат еден силен отпор и да се зачуваат од нашите грабежнички посегнувања,
За таа цел ќе послужеле слободните капитали, што ќе ги чувале во заемо с пестовната каса на македонците. Исписанието, чиј наслов, програмата и насоката ќе се определат со решение на дружината, тоест полека-лека ќе ја подготвуваат бугарската јавност за оделување на Македонија од Бугарија и полека-лека ќе воведуваат зборови од охридското поднаречие, кое што ќе биде литературен јазик на идната Велика Македонија, начело на која што ќе дојде некој од редакторите на Лоза во својство на Филип и Александар. Во статијата, весникот Свобода импутира дека оваа идеја на македонците имала руски корен, па вели: мислата дека во Македонија постои посебно словенско племе, наречено македонско, првпат се породи во Русија во 1887 година. Уште во 1886 година И.С. Аксаков лично беше ни се обрнал кон нас со зборовите: зошто вие не си го земете за литературен јазик своето македонско наречие, кое што е побогато од бугарското и поблиско до нашето? Ова сведоштво и наведувањето на годината 1887 година не се случајни. Токму тогаш во Санкт Петербург излезе големиот зборник на Јастребов со народни песни и обичаи од Македонија и предизвика шумна етнографска расправија во печатот. Истовремено се врати од Македонија и бесарапскиот бугарин и познат руски славист Петар Драганов, па токму од 1887 година почна да ги објавува во продолжение своите истражувања за јазикот, етнографијата, фолклорот и историјата на македонците. Тој ги проучуваше старите ракописи во Македонија и го проучуваше народниот јазик. Заради тоа направи голем зборник од народни песни, што го нарече Македонска енциклопедија, и врз основа на нив изведе заклучоци дека македонските говори се посебни од бугарскиот и од српскиот јазик, дека македонскиот народ е посебен, со своја култура и историја, и создаде една богата научна литература, па во 1994 година објави и посебен зборник. Од трите тома го успеа да го објави само првиот, македонско-славјански зборник, каде што објави народни песни. Другите материјали, за жал, по реакцијата на Софија, Белград, Атина, па и на некои кругови во Русија, не беа објавени. Остана во ракопис во неговиот архив во Комрат во Бесарабија и денеска ние не им го знаеме местото каде што се наоѓаат, ако воопшто се зачувани. Впрочем, во Бугарија се до денеска, македонската национална идеја ја толкуваат како резултат на туѓо влијание во Македонија. Но нема сомнение меѓутоа дека појавата на првиот број на списанието Лоза беше непосредниот инспиративен повод одново да се оживее синтагмата за националниот сепаратизам на македонците. Стана видливо дека македонизмот е во силен подем и ги застрашува туѓите национални пропаганди во европска Турција. Затоа и обидот на скопскиот митрополит Теодосија во 1891 година преку нова унија со Рим да го обезбеди обединувањето на Охридската архиепископија како македонска црква беше осуетен со енергична акција за негово оддалечување од Македонија, што заврши со сургун. Слична судбина доживеа и Костурската црковна училишна општина, која што се обиде да го воведе македонскиот во училиштето и во администрацијата. Тогаш бугарската екзархија и со официјален акт исцело ги презеде црквите и училиштата заедно со општината. Како рефлекс токму на лозарското движење и како автентичен одраз на општите развојни тенденции на македонската свест среде младата интелигенција, и во Белград во 1893-94 година се појави ученичкото друштво Вардар, кое што ја иницира подоцнежната епохална дејност на неговите членови и активисти Крсте Мисирков и Димитрија Чуповски. А со формирањето на македонскиот клуб и издавањето на весникот Балкански гласник, во Белград со своите историско-филолошки и географско-етнографски настапи, брзо ги вознемири големодржавните аспирации и во Србија. Кога во Софија беа разгонети лозарите, дел од нив отидоа во Македонија и станаа основачи на Македонската револуционерна организација во Солун во 1893 година.
Целта беше веќе со тајно организирање и по револуционерен пат да се постигне полна слобода на македонскиот народ. Така започнува и внатрешното самоорганизирање на новото оружено народно-слободително движење, што обележува нова епоха во македонскиот илинденски процес. И сосем очекувано, во илинденскиот период најсилно дојдоа до израз и двете паралелни релации – националната и политичката, символизирајќи го така единството на македонската револуција. И додека политичката со времето постепено се трансформираше во помагач на туѓински интереси, националната линија пак, подпирајќи се на старите традиции, се покажа мощна животворна, стана општа свест на народот и тргна по драматичен, но победнички пат. Таа ја прифати преродбеничката линија на Пулевски и на Лозарите, и платформата на Македонскиот клуб и неговиот балкански гласник од 1902 година и програмски го најави новото движење. Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург во својот меморандум од 12 ноември 1902 година, упатен до руската влада и до Петербуршкото словенско благотворно друштво, децидно е конципираа првата писмено формулирана македонска национална програма со основните точки: признавање на македонската нација како посебен ентитет во словенскиот свет, македонскиот како посебен литературен јазик, Охридската архиепископија како македонска национална црква и автономијата на Македонија како привремен статус во границите на Турската империја. Тоа беа темелните преродбенски програмски концепции на македонскиот национален сепаратизам, кои што најдоа полно одраз и во Уставот на другарството во 1903 година. Тогаш со членот 12, прв пат и официјално, македонскиот беше воведен како службен јазик. Токму во пазувите на другарството, под непосредните импресии од илинденските настани процеси, во Петербург Крстемир Сирков ја создаде и во Софија ја издаде првата книга на современиот македонски литературен јазик и правопис за македонските работи, а по 2 години и првото научно-литературно списание Вардар. Тоа беше значаен чин за кодификацијата на нашиот денешен литературен јазик и историски момент кога се поставија и темелите на сегашната Македонска академија на науките и уметностите. Според тоа, значи, периодот од Пулевски до Мисирков е исполнет со можеби најзначајните процеси во македонскиот развиток, кога се оформуваше македонската национална свест и кога македонската национална мисла се кристализираше како програма што предпоставуваше неколку пунктови. Прво се работеше за афирмација на македонците како одделна нација, второ, македонскиот јазик како посебен словенски јазик на словенскиот југ и македонска православна црква со обновување на Охридската архиепископија, зашто тие се нејзиниот темел со борбата за јазик, и борбата за нација, борбата за црква и борбата за државност, како постулати што ја креираа веќе натаму македонската национална мисла.